Во ова издание, Кина покрај економскиот бенефит остварува потенцијал за политичко влијание со што располагајќи со транспортните и енергетски јазли во системот на Европската унија и Западен Балкан се здобива со преговарачка политичка позиција, коментираат експерти. Гласот на Америка ги истражуваше кинеските инвестиции во Северна Македонија. Десничарските партии во Европа со подеми и падови изминатите години сега добија нова амуниција, коронавирусот и мерките за заштита од него, што создава загриженост. Каква е сликата во Европската унија? Ќе ви кажам, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Со многу оптимизам започна изградбата на 57 километри долгиот автопат меѓу Кичево и Охрид, што представува една од најголемите инвестиции во државата. Но проектот не ги оствари очекувањата да биде завршен во зацртаниот рок. Мики Трајковски има повеќе за проблемите, но и предизвиците со кинеските инвестиции во Северна Македонија. 7 години од почетокот на градечните работи, автопатот Охрид-Кичево, како што може да се види, се уште не е готов. Кредитот од кинеската Ексим банка, наместо првично договореното од 561 милион долари, достигна вредност од над 772 милиони или околу 600 милиони евра. И ако новиот рок за завршување на градечните работи биде испочитуван, тоа би значило одстање од околу 3,5 години на претходно договореното. Ова не е единствениот пример што излегол од контрола на заемопримачите. Кинеските инвестиции биле тема на истражување на Институтот за демократија со седиште во Скопје. Резултатот е анализата насловена "Втурнати во ќорсокак заблудената верба во кинескиот корозивен капитал за изградбата на автопати во Северна Македонија". Меѓутоа, главните забелешки е непостоењето транспарентност на договорите и на целиот процес што следи потоа, вели Иван Николовски, еден од авторите на студијата. Кај Кина е многу лесно. Имате директно договарање, честопати се работи за нетранспарентни процедури кои што не подлежат на европските стандарди за јавно надавање, што впрочем резултираше во многу коруптивни скандали, во зголемување на јавниот долг на земјите бенефициенти, прашања поврзани со животната средина. Згора на тоа, тие кредити воопшто не се поволни, вели тој. Ако се додадат тука и очекуваните исплати на камати во следните 15 години, во износ од околу 155 милиони американски долари, вкупната цена на автопатиштата ќе достигне повеќе од 1 милијарда и 200 милиони американски долари, што е навистина голем порест. А ако пресметаме од вкупните буџетски приходи со надополнетиот буџет од мај 2020, вкупната вредност на градежните работи во проценти од бруто домашен производ и буџетски приходи изнесува 31,5%. Но не е само економското влијание тоа што загрижува. Ова е Марко Трошановски, извршен директор на Институтот за демократија. Преку тие заеми и дополнително и плюс купувањето на стратешки сектори во делот на енергетиката, во делот на транспортот и така натаму, Кина се разбира покрај економски бенефит, остварува и потенцијал за политичко влијание со тоа што располагајќи со транспортните и енергетските јазли во системот на Европската унија и Западен Балкан, таа се здобива и со преговарачка политичка позиција, многу помоќна од таа што досега ја имала. Ова истражување експлицитно вели дека иако владата тврди дека членството во иницијативата 17+7 и соработката со Кина оди рака под рака со евроатлантските аспирации на Северна Македонија, Европската унија поинаку гледа на ова. Брисел внимава на Северна Македонија кога станува збор за кинески заеми. Договорите за заеми со Кина се скроени за излегување во пресред на интересите на Пекинг. Тие често вклучуваат одредби кои се против правото на Европската унија. Демократскиот институт посочува и на авторитарниот режим на владење на Кина како опасен модел за владите на Западен Балкан.
Не е јасно колку сериозно се сваќаат овие предупредувања, зашто фактите зборуваат за постојано зголемување на кинеските инвестиции во државата. Ако во 2010 износот, кумулативниот износ на странски директни инвестиции од страна на Кина бил околу 1 милион американски долари, во 2019-та, што е последен достапен податок од страна на Народната банка, износот на странски директни инвестиции достигнува 174 милиони американски долари, што значи дека станува збор за големо зголемување. Слично истражување во авторството на Институтот за безбедносни истражувања на Европската Унија сугерира дека кинеските инвестиции во инфраструктурата во Западен Балкан ја потикнуваат и онака раширената корупција во регионот. Знак дека пораката можеби почнува да резонира во регионот е што на последниот самит на иницијативата 17+1 6 држави решиле да бидат представени само на министерско ниво. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. Крајната десница во Европа во последно време се соочува со големи удари. Главната опозициона партија во Германија се следи заради екстремизам. Франција забрани десно криво на младинска група. Експертите предупредуваат дека овие десничарски партии, освен што играат на картата на имиграција, сега ја вклучуваат и пандемијата и COVID-19. Лиза Брајан има повеќе од Париз. Француската младинска група Генерација Идентитет стана позната изминативе години со широката кампања против имигрантите во Франција. Ние го браниме францускиот народ и европејците кои се потиснати од наплив на имигранти, масовни миграции. Пијано вели дека групата користи мирољубиви средства да направи поента. Француската центристичка влада мисли поинаку и ја распушти групата, обвинувајќи ја за говор на омраза, за однесување како паравојска и за врски со ултрадесничарски групи со расистичка агенда. Експерти велат дека Генерацијата Идентитет не е терористичка или паравоена група, но активистите тврдат дека сепак е закана. Повеќе не загрижува нивната идеолошка работа, потикнувањето на расистичко и ксенофобично однесување меѓу населението. Германската десничарска алтернатива за Германија, или АФД, исто така е под притисок. Надгледувана е од Државната разузнавачка агенција заради наводните врски со десничарски екстремисти и се смета за закана за демократијата. Десничарските партии во Европа имаа успони и падови изминативе години. Сега добија нова муниција – коронавирусот и мерките за заштита од него, што создава загриженост кај владите. Мислам дека екстремните десничари ја користат пандемијата. Не само поради лошото менаџирање на предизвикот, туку поради фактор што пандемијата се расшири како резултат на глобализацијата. Поранешниот председател Трамп и јануарскиот упад во Конгресот исто така наидоа на поддршка меѓу десничарските групи во Европа. Ние го сакаме Трамп. Ни се допаѓа неговата борба против, например, илегалната имиграција. Но ние не сме за Трамп или за Путин. Ние сме за Европа. Многу луѓе од екстремната десница во Франција, како неонацистите, гледаат што се случи во Американскиот капитол на 6 јануари, до каде отидоа тие луѓе и може и самите имаат аспирации да ја соборат владата. Но не се силни и ги немаат потребните врски. Но за разлика од САД, овде не можат да носат оружје и според Ками, екстремистичките групи во Европа имаат само маргинална поддршка од јавноста. Главната опозицијска партија во Франција, десничарскиот национален Собир, се дистанцираше од движењата како Генерација Идентитет, иако го критикуваше распуштањето на групата. Лидерката на партијата, Марин Ле Пен, сака подобро да се позиционира за изборите следната година. Тука е крајот на Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. За повеќе информации појдете на glasnaamerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер. Се гледаме.